Инсектот што на кочанските оризери им уништи половина роте е увезен директно од реонот Пиемонте од Италија. Жилогризот кој ги сотрека и сиите праските во Росоман е од соседните балкански земји, а инсектот, наречен тута абсолута, што ги десеткува доматите, зелката и компирот, има адреса од Грција, тврди професорот Илија Каров. Инсект кој е внесен со семенскиот материјал, од каде? Или семенски, или меркантил, па е тој меркантил оризова арпа се користи за семе и за сејба и од Република Италија, од регионот на Пиемонте. Тој инсект е регистриран и во тој регион. Тута абсолута е многу одамна присутна, таа имат донесено нашите градинари со внесувањето на семенски на расат од Република Грција. Жилогризот е внесен со внесувањето на садници од соседните држави, особено од садници со вишни. Прво се појави ке вишните, потоа почна да се шири ке другите култури, костиското, овоште, праската. Овие проблеми кои земјоделците ги ставија во ќош, според универзитетскиот професор Каров, лично и ги донеле увезниците на садници и семенски материјали. Сериозно мора да се зафатиме со контрола на што се увезува. Бидејќи и нас никој не толерира ако нешто извезуваме, па и ние треба да се обрати поголемо внимание да обратат нашите служби при увозот на семенски и саден материјал од било која култура. Значи, тука е основниот проблем. Тоа е едната работа. Вториот проблем е да се со Агенцијата за унапредување на земјоделието да и се помогне на луѓето со стручни совети. Во труд и пари, штетата е практично немерлива, но е огромна и ќе има долгогодишни последици, велат производителите. Особено се жалат овоштарите за жилогризот. Ларвата од која ќе се испили дефинитивно се храни со кората на растението, на дали ќе е тоа праска, дали ќе е тоа кајсија, и дефинитивно го штетува целото стебло. За година, најкасно 2 се суши, имаме огромни штети, веќе се бележат во Тиквишијата, масовно се шири и на други региони, така да доаѓа до нагло изумирање на тие овошни култури. Спасот од оваа ситуација е итен стручен третман кај долгогодишните садници, строга контрола на вегетативниот процес, но и потеклото на препаратите.